Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на Колосек. Во вечерашната емисија ќе зборуваме за проектот Со читање до лидерство. Што представува овој проект и која е неговата цел? А на оваа тема наши вечерашни гости се господја Сузана Киранџиска, директорка на Фондацијата Чекор по Чекор, и Ана Димовска, координатор за комуникација на проектот на УСАИД Со читање до лидерство. Добре дојдовте. Добре ве најдовме. Пред да започнеме да зборуваме за проектот Со читање до лидерство, јас би сакала малку како вовед во нашиот разговор да кажеме нешто повеќе за Фондацијата Чекор по Чекор. Што представува таа и која е нејзината мисија? Па, Фондацијата Чекор по Чекор всушност формирањето нејзино се јави како потреба да се продолжи програмата Чекор по Чекор, која што започна уште 1994 година да се реализира во предучилишните установи во Македонија. И тоа беше еден проект кој што требаше да трае 2 години, а беше финансиран од Институтот Отворено општество Македонија со поддршка на Джорджтаун универзитетот од Вашингтон и Институтот Отворено општество од Њу Јорк. И во тој проект всушност ние сакавме во предучилишните установи во Македонија да прикажеме еден модел кој што е насочен кон потребите на децата, каде што една од главните компоненти беше создавање стимулативна средина за децата, потоа преку качење на активност, соработка со родителите и една демократизација на целиот воспитно-образовен процес. До тогаш, до 1994 година, главно работата и во предучилишните установи и во основните училишта беше фокусирана, наставникот беше тој кој што беше центар и беше тој кој што ги пренесуваше сите знаења на учениците. Ние сакавме да создадеме една активна средина во која што децата исто така ќе имаат земено свое учество и преку игра ќе можат да осознаат многу работи за сето тоа што ги обкружува. Затоа ние во првите 5 години од реализирањето на програмата Чекор по Чекор работевме многу со сите предучилишни установи во Македонија. Во 1997 година продолживме да работиме со основните училишта во Македонија, најпрвен со 10, па потоа се зголемуваше бројот секоја година. И негде до 2000 година низ нашите обуки кои што ги организиравме со поддршка на Министерството за образование и Педагошкиот завод тогашен, имавме обучено над 5000 воспитувачи, наставници, директори, бидејќи оваа програма беше сеопфатна. Освен обуките, се организира и постојани средби, односно поддршка на воспитно-образовниот кадар кој што работеше во предучилишните установи и во основните училишта, и на тој начин ние сакавме да им помогнеме во реализирањето на оваа воспитно-образовна методологија која што беше насочена кон децата. Така, кои се целите за кои се залага фондацијата и успеавте ли во изминатите години да го постигнете она што го планиравте на почетокот? Па, како што кажав, оваа програма требаше да трае само 2 години, програмата Чекор по Чекор, а еве ние веќе постоиме на 22 години како програма Чекор по Чекор, меѓутоа како независна фондација бевме формирани 2001 година, што значи дека 15 години работиме независно и на некој начин би требало да бидеме задоволни од тоа што го работевме, бидејќи се создаде една голема критична маса на наставници кои што ги работеа овие, се залагаа за овие цели кои што ги спомнав на самиот почеток, а голем дел од нив се на некој начин и вткаени како принципи на кои што се заснова основното образование во Македонија, во концепцијата за основно образование, како и во законите за предучилишно воспитание. Ние сега не сме така активни во предучилишното воспитание како што бевме порано во предучилишните установи, меѓутоа мислам дека она што го направи Чекор по Чекор програмата во сите предучилишни установи се уште се памети. За жал не се реализира онака со тој интензитет како што било тогаш, меѓутоа сите нови програми, најсовремени програми се засноваат на учењето на игра, преку игра, на соработката со семејствата и на создавање на стимулативна средина и активно учество на децата. Така што тие принципи на кои што се заснова програмата на Чекор по Чекор уште тогаш беа значи нешто што беше ново кај нас во нашава земја, а и ден денес е нешто што е многу актуелно. За жал
тешките услови во кои што се наоѓаат многу од училиштата во смисла на тоа дека нема дидактички материјали со кои што може да се реализира еден ваков вид активна настава, не овозможуваат секогаш и секаде да се реализира една таква програма која што е насочена кон децата, нема да кажам чекор по чекор, туку програма која што е насочена кон децата да се реализира со добар квалитет. Ние се трудиме колку што можеме со нашите можности, финансиски и да помогнеме во реализирањето на една таква програма. Меѓутоа, пак ќе кажам, резултатите кои што ги добивавме во почетните години, каде што нашиот финансиски влог беше многу поголем, се разбира и резултира така што дава резултати кои што беа многу повидливи и многу подобри. Така, тоа се дел од активностите и проектите кон кои што бевте фокусирани во изминатите години. Сега еден од проектите во кој е вклучена и фондацијата е проектот на УСАИД со читање до лидерство. За каков проект станува збор? Да, тоа е проект кој што е финансиран од Американската агенција за меѓународен развој и всушност овој проект е насочен кон подобрување на јазичните и на математичките способности кај децата преку професионализација, професионален развој на воспитно-образовниот кадар, односно наставниците, меѓутоа исто така и педагозите, па и директорите се вклучени во многу од нашите обуки, преку создавање на дигитални содржини и ресурси за наставниците и преку подигање на свеста кај целата заедница за важноста од писменоста и јазичната и математичката писменост. Практично ние во овој проект имаме вклучено голем дел од нашето искуство и она што ние го сметаме за квалитетна педагошка пракса се заснова на сите принципи за кои што се залага фондацијата Чекор по чекор, а тоа се создавање на квалитетна интеракција помеѓу наставниците, децата и родителите, соработка со семејствата, постојан професионален развој, постојана проценка на работата, инклузија и почитување на различностите и создавање стимулативна средина. Така што сето тоа за среќа имаме можност да го реализираме преку овој проект кој што е финансиран од УСАИД и се обидуваме колку што можеме да ги поддржиме наставниците кои што се вклучени во овој проект, за да можат овие принципи полесно да ги реализираат. Тоа го правиме преку обуките кои што се дел од овој проект и преку заедниците за учење, кој што е една форма на професионален развој на наставниците, каде што ние сакаме во самите училишта да се создаде една култура на учење и самите наставници да имаат една таква пракса во која што тие ќе ги споделуваат своите добри практики, ќе разговараат секојдневно за она што се предизвици, потешкоти или успеси во реализирањето на наставата и на тој начин всушност овој проект ќе стекне и некаква самоодржливост, бидејќи она што е битно и можеби што било постојано проблем во реализирањето на проектите во Македонија е што многу често се создава мислење дека кога ќе заврши проектот треба тие да престанат со она што го спроведувале дотогаш. Напротив, сето она што се покажало како добро, како корисно, тие треба да продолжат и понатаму да го работат без разлика дали некој друг однадвор ќе дојде како поддршка или ќе дојде како некој кој што ќе може да им даде дополнителни средства. Самите училишта би требало да работат на создавање на таа култура на учење, на постојана соработка со родителите и на создавање на активни методи за работа со учениците. Така, колку фаќаат овие активности на овој проект? Па, со овој проект беше предвидено да се вклучат најпрви само 60 училишта. Меѓутоа, по барање на Министерството за образование, овој проект сега од оваа година се прошири во сите основни училишта. Инаку проектот требаше да трае 2,5 години, со почеток во мај 2013 година и требаше да заврши минатата година во ноември. Меѓутоа, со продолжување од 2 години, проектот значи ќе заврши во 2017 година и се надеваме дека до тој период, до крајот на овој проект, ќе бидат навистина најголем дел од наставниците од сите основни училишта поминати низ некои од активностите кои што ние ги промовираме со овој проект. Така, значи проектот веќе се спроведува 2,5 години. Да. Така. Кои се компонентите од кои се состои проектот и ќе може ли малку подетално да ги објасниме компонентите? Така, значи да дадеме мал вовет, нели, со оној
јазик кој што го користиме ние од невладиниот сектор, компоненти на проекти. Тоа се всушност фиктивно ги имаме поделено активностите според нивната содржина и тематика, меѓутоа всушност тие сите меѓу себе се условно поврзани, си помагаат и сите ни се подеднакво важни и драги и значајни за луѓето и за публиката со која што ги спроведуваме. Најпрво во рамки на овој проект имаме компонентата за процена на јазична и математичка писменост. Тука всушност не имаме стандардизирано, адаптирано алатки за процена на почетна јазична и почетна математичка писменост, кои што ги викаме ЕГРА и ЕГМА, и кои што досега веќе еве трет циклус на проценки се вршат во нашата земја. Досега, како што каже директорката Сузана, тие се правеа најпрви на помал број на училишта, на 60 па потоа и на 100 училишта, но оваа година и во моментов во текот на месец мај, на барање на Министерството, за прв пат ја спроведуваме студијата за процена на јазична и математичка писменост со дечиња од второ и од трето оделение во сите основни училишта во Македонија на македонски, албански и турски наставен јазик. Со тоа ние се надеваме дека ќе добиеме релевантни податоци, информации од терен за тоа колку нашите дечиња во второ и во трето оделение, значи во почетните оделенија кога почнуваат да учат да читаат, да пишуваат, да ги учат основните математички операции, како тие се справуваат, каде им се најголемите тешкоти, каде тоа добро го совладуваат како знаење, и што можеме ние понатаму како препораки да извлечеме од овие податоци на терен, се со цел сите заедно, значи релевантните образовни институции, родителите, наставниците, представниците од основните училишта да направиме за да помогнеме за нашите деца да имаат што подобар успех по математика и по јазик, што понатаму е важен предуслов за успехи во останатите училишни предмети, па и надвор од училиштето. Така, споменавте дека сите овие компоненти, ако се поделени, дека сите се подеднакво важни. Така, значи тоа е само почеток, тоа е првата компонента. Ние имаме уште 4 други многу важни компоненти. Тука доаѓа понатаму професионалниот развој на наставниците, што ги споменавме и претходно. Тука имаме значи неколку вида на обуки кои што веќе ги спроведуваме во училиштата. На некои од нив ги вклучуваме само наставниците, некаде инсистираме тука да бидат вклучени и родителите, бидејќи е многу важно да соработуваат. Тука станува збор значи за обуки каде што им представуваме или повторуваме со наставниците интересни и погодни техники за подучување мајчин јазик, математика, за креирање стимулативна средина за учење, каде што практично во некои од училиштата, значи правиме преуредување на училниците со лесно достапни ефтини материјали за да покажеме дека може и дека не е многу тешко и невозможно да ги претвориме нашите училниците за најмладите ученици во едно пријатно катче за учење, каде што тие ќе сакаат да поминуваат значи поголем дел од времето истражувајќи, учејќи нови содржини, другарувајќи, значи комуницирајќи со наставниците и со своите другарчиња. Понатаму, значи, исто така ги воведуваме во рамки на овој проект и заедниците за учење како форма за професионален развој и поддршка меѓу колегите. Колегите, наставниците во своите училишта веќе значи во една или друга форма соработуваат, си даваат поддршка меѓу себе, меѓутоа ние тука на еден структуриран начин им нудиме на наставниците да имаат можност да се собираат во рамки на своето училиште, понатаму и на регионално ниво да разменуваат искуства и со колеги од останати училишта. Понатаму во рамки на овој проект, значи голем акцент ставаме и на создавање на нови ресурси, материјали за учење и дополнително читање. Знаеме дека не се доволни никогаш учебниците, читанките, лектирите, секогаш треба да им даваме на најмладите ученици нешто плюс, што поголем број на интересни наслови, детска литература. И токму во оваа насока во рамки на проектот минатата година и официјално, значи отпечативме, објавивме 20 наслови на сликовници, кои што се фино спакувани во една колекција, која што ја нарековме нашата прва библиотека. И истата таа колекција дистрибуиравме на македонски и на албански јазик до секоја училница
значи од прво до трето одделение, до сите основни училишта во државата, дополнително до сите училишни библиотеки и до сите јавни градски библиотеки низ градовите во нашата земја. Се со цел да ги направиме што подостапни овие наслови на интересна детска литература, како за наставниците и родителите, така и за дечињата да можат да ги читаат. Инаку овие наслови опфаќаат најразлични теми, како што се другарство, значи семејство, семени односи, релации, инклузија, наука, различни земји, култури, математика и слично. И се надеваме до сега барем имаме многу добри повратни информации дека им се допаѓаат доста на дечињата, дека редовно ги читаат, веќе некои од нив имаат разработено еден систем за позајмување и заменување на овие наслови во самите библиотеки, во училиштето или пак во училницата, но главната цел ни беше да им дадеме како еден поттик за тие понатаму, освен овие 20 наслови, да продолжат самите да си создаваат фонд на библиотеки, на детска литература, списание и слично во самата училница и да го збогатуваат постојано тој фонд. Така, тоа се компонентите кои што ги се одржанили проектот. Може би само да кажеме тука дека сите овие сликовници најпрвин беа во аудио форма снимени и на македонски и на албански јазик и тие на нашата веб страна секој оној кој што е заинтересиран може да ги најде. Прочитани се од наши познати актери, така што ова беше некаков вовед во тоа што представува библиотеката на Тркала и не само оние деца кои што одат во основно училиште, туку и сите оние деца кои што се на возраст до 7-8 години можат, ако што имаат достап до интернет и компјутер, можат и во своите домови да ги слушаат овие сликовници. Така. Тука кај нас во студиото имаме една макета од автобус кој што е наречен Библиотека на Тркала, меѓутоа постои вистински автобус наречен Библиотека на Тркала. Така, во рамки на компонентата за вклучување на семејството и заедницата, ние подготвуваме и спроведуваме интересни и креативни активности со цел да го подигнеме интересот на целата заедница, но со особен акцент на тоа да го вклучиме и семејството во овие активности заедно со дечињата. Така што една од тие активности токму е нашата Библиотека на Тркала, која што всушност представува возило кое што го пренаменивме, го претворивме во Библиотека на Тркала, кое што во својата внатрешност нуди еден изобилува со книги, детска литература, енциклопедии, сликовници на македонски, албански, турски јазик, на англиски јазик имаме литература. Освен сликовниците и книгите, имаме значи и математички игри, имаме и ТВ приемник каде што можат дечињата да ги проследат и аудиодигиталните верзии на овие сликовници кои што ги имаме објавено. И целта на оваа библиотека на Тркала е пред се да стигне до оддалечените рурални места, места каде што училиштата немаат своја училишна библиотека, места каде што во близина нема јавна библиотека, така што онаму каде што дечињата не можат лесно да одат во библиотека, библиотеката доаѓа во нивниот училишен двор и заедно поминуваме време читајќи и учејќи низ игра на еден интересен начин со нив. Освен библиотеката на Тркала, во рамки на оваа компонента, ние значи спроведуваме и креативни работилници, каде што ги вклучуваме и родителите, како што споменав и претходно, и тоа се работилници за создавање или за изработка на сликовници, повторно од лесно достапни материјали кои што секој од нас ги има во домот, успеваме им покажуваме интересни креативни техники како да изработуваат сликовници, за уште повеќе да го збогатат изборот на детска литература во домот и во училницата. И исто така работилници каде што со родителите покажуваме интересни техники како може на еден практичен и забавен начин да учат математика, додека пазаруваат, додека патуваат, додека готват, додека гледаат телевизија или било како на друг начин го поминуваат времето. На поинтересен начин што секако нели поприемчиво ќе биде за самите деца. Да. Исто така во рамки на компонентата за вклучување на семејството и заедницата, целосно го реновиравме и го опремивме детскиот креативен центар при Младинскиот културен центар во Скопје. За тоа имаме подготвено и едно кратко видео, доколку успеат од режија и да го пуштат за да добијат гледачите подобра слика за што станува збор. Ние зборуваме гледачите ако може да видат за што станува збор. Од режија ќе ги замолам да го пуштат
кусото видео за детскиот креативен центар, додека Ана ни објаснува за него. Ана, продолжи. Така, значи станува збор за еден многу убав простор кој што е на скоро 1000 метри квадратни, се наоѓа на првиот кат во Младинскиот културен центар во Скопје и е отворен за целата јавност во рамки на овој проект со средствата обезбедени од USAID, од Американската агенција за меѓународен развој. Повторно го обновивме овој центар кој што инаку и 20 години претходно веќе постоеше и беше опремен во рамки на програмата Чекор по Чекор и него го имаат посетено, верувам, голем дел и од гледачите, заедно со своите деца од предучилишна, од рано училишна возраст, но сега во едно потполно ново руво со посебен акцент на јазична и математичка писменост и на активности и ресурси кои што ја поттикнуваат токму оваа писменост и овие знаења кај дечињата. Во овој центар, значи, имаме голем број на детска литература, джиновски сликовници, математички табли со игри каде што дечињата можат да вежбаат математички задачи, геометрија и слично, но исто така и го поттикнуваме и ја поттикнуваме и креативноста кај децата, затоа имаме и детско ателје, интерактивни компјутери, потоа театар за значи детски театар, сцена за детски театар, каде што правиме заеднички читања на сликовници и слично. И овој центар кој што е отворен во рамки на Младинскиот културен центар работи секој ден од вторник до сабота, така што ги поканувам сите заедно со своите дечиња да дојдат да го посетат. Училиштата веќе во голем број интензивно го посетуваат, организираат групни посети, но еве отворени за родителите, останатите членови од семејството да дојдат заедно со своите најмлади дечиња, внуци и слично, да го посетат. За повеќе информации можат, значи, да се обратат на интернет страницата или на телефонските броеви на Младинскиот културен центар, кој што инаку се наоѓа на кеот на реката Вардар, значи веднаш помеѓу Македонската академија за науки и уметности и Македонската радиотелевизија. Така, ова одлична можност за дечињата. Какви резултати очекувате од спроведувањето на овој проект? Па очекуваме дека многу ќе се подобрат јазичните и математичките вештини на децата. Исто така очекуваме дека наставниците ќе бидат многу поподготвени за да реализираат активности, креативни активности кои што подразбираат учење низ игра како еден од методите, меѓутоа активно вклучување на децата. Очекуваме дека родителите навистина ќе станат партнери во работата на училиштата како резултат на ова истражување кое што веќе го правиме 3 години, особено оваа година кога се вклучени сите училишта и мислам дека околу 8000 испитаници дека ќе бидат вклучени оваа година на македонски и на албански јазик, исто така и на турски јазик. Очекуваме дека во текот на наредниот период ќе направиме стандарди за рана писменост и дека на некој начин ќе одредиме што е тоа што децата во нашата средина може да совладаат во прво, односно второ и трето оделение. Се разбира, ние би сакале да се започне со учењето на буквите уште многу порано, односно уште во првото оделение. Може би ќе успееме да ги убедиме оние фактори кои што се значајни и кои што се надлежни за создавање на програмите, да започнеме со раното описменување уште во првите оделенија, бидејќи ние сметаме дека никогаш не е рано да се почне со описменување. Како што спомна Ана, децата можат да учат математика и да ги учат да ги совладуваат буквите насекаде. Ние уште во предучилишните установи, значи кога сме работеле со деца од 3 и 4 годишна возраст, во таа стимулативна средина сме се обидувале да бидат секаде присутни буквите, да бидат присутни зборови кои што на некој начин децата нели глобално ги усвојуваат, бидејќи тоа е всушност процесот низ кој што поминуваат децата. Така што веруваме дека до крајот на проектот исто така многу ќе се зголеми свеста за потребата на зголемување на јазичната и на математичката писменост, дека и наставниците и самите родители ќе вложуваат многу повеќе напор, односно ќе се ангажираат за тоа да им помогнат на децата да ги совладаат овие вештини колку што може порано. Така, во текот на нашиот разговор го погледнавме видеото за детскиот креативен центар при Младинскиот културен центар. Јас сега предлагам да погледнеме уште едно видео насловено Караван на букви и броеви. Накратко, пред да го пуштиме видеото, за какво видео станува збор?
Така, тоа е уште една од нашите интересни активности, која што ја спроведувавме уште на самиот почеток на проектот, со цел да го подигнеме интересот за читање кај целата заедница. Тука соработуваме со голем број на личности од јавниот живот во Македонија, омилени детски актери, пејачи, спортисти, идоли на децата, кои што заедно со тимот на проектот доаѓаат да ги посетуваат дечињата во нивните училници и заедно читаат сликовници и решава математика на еден забавен начин из игра, па може да го прогледнеме видеото, бидејќи ни покажува атмосфера во неколку од тие училишти и од тие настани. Секако. Од режија јас ќе ги замолам да го пуштате видеото за насловено Караван на букви и бројки. Почитувани гледачи, вие останете покрај малите екрани. По видеото следува кусиот рекламен блок, па повторно се враќаме во студиото и го продолжуваме нашиот вечерашен разговор. Имаме посебната фотелја. Има читување? Кој има читување? Зашто се работи? Ти имаш прочитано? Навистина? И зашто се работи? Ја мислам дека се работи да децата се занувало дека летало со А ти ја знаеш наши приказки. Земи се насочилно до мене да се чита. Чето. А дека внимавај добро, го предупреди фотелјата. Сега ќе ти покажам нешто што не си можел да го замислиш ни во сон. Бев одличен ученик, пред се школото треба да го гледате прво школото, пошто еден добар спортиста мора прво да е добро образован. Да не се треба ли да се? Не. Или пак се тажни. Да не се тажни? Не. Дека се заплати. Кажуј. Запраша Иван. Ха-ха. Хо-хо-хо-хо-хо! Што видовте во циркусот? Кој да не каже? Што видовте во циркусот? Еден појде, што видовте во циркусот? Иван. Иван отиде во циркусот. И што виде напред? Почитувани гледачи, повторно сме назад во студиото. Едно мало подсетување за сите оние кои што подоцна се вклучија. Наши вечерашни гости се Сузана Киранџиска, директорка на фондацијата Чекор по Чекор, и Ана Димовска, координатор за комуникација на проектот на УСАИД со читање до лидерство. Во рамки на проектот објавен е повик за собирање успешни примери од пракса која подобруваат писменоста кај децата. Повикот е отворен до 10 јуни, значи имаат уште малку време сите заинтересирани да се пријават на овој повик. Кој се може да учествува на истиот и на каков начин? Така, бидејќи како што кажавме и предходно, писменоста или описменувањето на децата е еден посеопфатен, посложен процес и во него се вклучени сите, без малку. Тука не се изолирани наставниците, ниту родителите, ниту останатите членови
членови од семејството и заедницата. И заради тоа тие мора да соработуваат постојано, за да имаме подобар резултат кај дечињата, да имаме подобро описменети дечиња кои што ќе сакаат да читаат книги, ќе сакаат, ќе имаат интерес за учење математика и понатаму ќе можат да ги употребуваат овие вештини во животот. Токму затоа и овој повик е отворен за сите. Сите оние кои што на некој начин се вклучени во описменувањето на децата, тука се, како што рековме, наставниците, воспитно-образовниот кадар, стручната служба, училишните педагози, психолози, училишните директори, кои што ги поттикнуваат наставниците, помагаат за создавање на една позитивна работна клима во училиштето, ги покануваат родителите да соработуваат, ги отвораат вратите на училиштето, значи за самите родители да се чувствуваат добредојдени и вклучени во работата на училиштето, родителите, но и останатите членови на семејството, како што се баби, дедовци, постари браќа и сестри кои што учат читање или им помагаат во учењето на математика на своите помали братчиња и сестричиња кои што се описменуваат, останатите тетки, чичковци, буквално сите оние, да, луѓето од соседството, значи сите ние имаме на некој начин, дали во семејството, дали во соседството, кај пријателите, имаме дечиња кои што се токму на оваа возраст, кои што се во првите оделенија од основното образование и токму сега се описменуваат. Сите ние доста работиме на тоа и им помагаме на дечињата, меѓутоа еве еден начин, таа наша работа со децата и да ја споделиме со останатите. Токму и затоа го отворивме овој повик, кој што ќе биде отворен до 10 јуни. Како што рековме, поканети се сите, а и на многу лесен и едноставен начин може да се пријават. Што треба да достават заинтересираните? Така, значи за сите заинтересирани ние подготвивме една пријава која што лесно може да се се пополни, достапна е на нашата интернет страница www.stepbystep.org.mk или може да се јават во канцеларијата на Фондацијата Чекор по Чекор на 02 3077 900 за да се информираат како најлесно може да ја добијат и да ја пополнат таа пријава. Понатаму ја споделуваат со нас сите оние кои што сметаат дека имаат некоја успешна приказна, например родителите имаат успешна приказна за тоа како секоја ноќ пред спиење читаат по минимум 15 минути дневно со своите дечиња. Или пак бабите и дедовците редовно читаат приказни со децата. Некој од останатите членови од семејството значи постојано им подарува книги, сликовници за да го подигне интересот за читање. Училишните библиотекари имаат некоја добра практика како ја популаризираат детската книга меѓу најмладите или да споделат со нас кои се тие омилени наслови кои што децата ги сакаат за да можат тие информации да стигнат и до останатите. Ова се само значи еден мал дел од примерите кои што се сметаат за примери на успешна пракса или пак позитивни искуства, кои што сите заинтересирани ги повикуваме да ги споделат со нас. Така. Инаку во оваа библиотека на Тркала, освен овие 20 сликовници, имаме еден прирачник каде што за секоја од овие сликовници имаме и по неколку интересни активности е смислено, така што кажав дека освен во училниците во основните училишта, овие сликовници и самиот прирачник се достапни и на нашата веб страна, така што оние кои што се заинтересирани можат да видат неколку примери како ние замислуваме дека што е интересно и интересен начин за разработка на една ваква сликовница, така што мислам дека тоа може да им биде една помош и еден поттик за тоа да видат како што значи една добра активност за децата. Ние всушност на некој начин со овој повик сакавме и да ги прошириме сите тие активности, да ги збогатиме, бидејќи и во самиот прирачник велиме дека ова се само некои идеи, сигурни сме дека наставниците за истите овие сликовници имаат направено своји активности, бидејќи сме биле и сведоци на тоа како они ги реализираат овие сликовници и веруваме дека тие примери навистина ќе бидат добре дојдени за сите оние кои што сакаат да го подобрат читањето кај децата и учењето на математиката. Така, што планирате со собраните примери по завршување на повикот, на кој начин тие ќе бидат презентирани? Со цел за да понатаму собраните успешни примери стигнат до што поголем број на останати корисници, нели, кои што ќе можат со своите дечиња, дали во училницата, дали во домот да ги применуваат, ние ќе се трудиме да најдеме најсоодветни канали и начини за да ги споделиме.
што онлайн на нашата интернет страница во форма на разни каталози, прирачници и ќе ги споделуваме со што поголем број на луѓе, наставници, родители и останати кои што се вклучени во овој процес на описменување на децата. Така, очекувате ли да пристигнат голем број на успешни примери од пракса и дали сите ќе бидат прифатени или пак ќе се одбираат по некој критериум оние подобрите, поуспешните? Ние навистина се надеваме дека ќе добиеме што поголем број и тоа што поголем број од различни чинители. Значи да не бидат тука само наставниците, да може би сите оние кои што се вклучени во описменувањето да дадат свој приданок. Така, навистина ќе не биде мило да што поголем број да добиеме, особено од родителите, останатите членови од семејството и од заедницата, како што рековме, бидејќи ние со наставниците секојдневно соработуваме, многу одблиску сме запознаени со нивната секојдневна работа и како тие ги применуваат и нашите активности, но и активностите и знањата кои што и искуството што ги имаат стекнато во рамки на други проекти, во рамки на нивната долгогодишна пракса, но многу ни е важно и многу ќе не биде мило да добиеме што поголем број на успешни практики од родителите и останатите членови од семејството. Канцеларијата на Ана веќе почна да биде претрупана со разни сликовници и материјали кои што почнаа да стасуваат во нашите канцеларии, така што веројатно ќе имаме доста тешка улога да ги одбереме оние најдобрите примери. Меѓутоа во секој случај ќе имаме една селекција на тоа што се добри примери. Така. Какво ви е вашето досегашно искуство од спроведувањето на овој проект со читање до лидерство? Така, како што кажавме, голем број на активности, голем број на различни чинители кои што се вклучени. Од нашите чести посети на терен во училиштата, во локалните заедници, можеме да кажеме дека има доста добри реакции, позитивни реакции од најмладите кога ги вклучуваме особено во овие интересни активности. Значи, како што се библиотеката на Тркала, посетите на детскиот креативен центар, сликовниците кои што сега веќе се дел од нивните училници, од нивните библиотеки. Потоа за време на обуките и работилниците кои што ги правиме со оделинските наставници и со родителите, исто така имаме позитивни реакции, каде што иако на претходно најавено трочасовно време трајање на една работилница, каде што изработуваат сликовници, на крај може да се случи тие да се задржат до 4-5 часа, иако знаеме дека тие имаат доста голем број на други обврски, работни, домашни обврски, сепак ние мило што наоѓаат време, но се надеваме дека сето ова ќе стане една посекојдневна пракса кај поголем дел од населението во нашата држава, не да биде само исклучок на добра практика кај мал дел од наставниците или родителите. Што се однесува до обуките, бидејќи во последниве години имаше многу проекти кои што исто така беа фокусирани на подобрување на јазичната и на математичката писменост, ние се обидовме да направиме едни обуки кои што се навистина соодветни за наставниците, бидејќи најнапред направивме едно истражување што е тоа што им е потребно и обуките се многу практични. Ние не сакавме да се повторуваме, значи да го повторуваме она што веќе они го имаат слушнато преку други обуки и навистина направивме едни активности, едни обуки кои што се изобилуваат со практични примери и активности кои што директно ќе можат наставниците да ги реализираат во своите училници. Така. Јас се надам дека овој проект како и досега што има успех, дека ќе продолжи до 2017 како што споменавте, но сепак нели по завршување на проектот да останат оние активности во училиштата, да се применуваат со цел нели по подобро описменување кај децата. Кон крајот тука на нашиот разговор јас би споменала и уште еден ваш проект кој што го промовиравте минатата недела, кој се однесува на зајакнување на капацитетите и свеста за демократијата кај ромите преку образование. За каков проект станува збор и која е неговата цел? Да, тоа е проект кој што е финансиран од Европската унија и кој што го реализираме на две локации во Скопје. Една е во Шудо-Оризари со нашиот партнер Надеж, тоа е невладината организација или Центар за социјални грижи Надеж, и организацијата Ден до вас, тоа е на локација во Ѓорче Петров. И тука се опфатени околу 200 деца од предучилишна и од основна училишта возраст. И со овој проект ние сакаме
да им помогнеме на ромските деца, меѓутоа и на ромските родители, а исто така и на младите роми, да ги зголемат, да ги зајакнат своите вештини и на некој начин да им помогнеме полесно да ги совладаат предизвиците во образовниот процес. Овој проект е всушност надоврзување на еден проект кој што Фондацијата Чекор по Чекор го реализираше 2,5 години со подршка од Институтот Отворено општество Лондон и ние само ги проширивме активностите и опфативме, се разбира, нови деца и нови семејства за да можеме што повеќе да помогнеме на ромските деца па и на семејствата да ги развијат своите капацитети. Кај ромските семејства веќе во последниве години преку многуте проекти кои што се реализирани од страна на невладините организации, а веројатно повеќето од гледачите и знаат дека во текот на последниве 10 години од 2005 до 2015 постоеше една ромска декада за која што нашата влада се имаше обврзано да помогне во повеќе области и во текот на овие 10 години мислам дека свеста кај самите родители, односно семејства, за тоа колку е важно образованието на нивните деца е многу зголемена, така што на овој начин само ние ќе дадеме уште еден мал придонес. Знаеме дека потребите се многу големи, меѓутоа преку овој проект всушност ние опфаќаме една мала група на деца и на родители и млади луѓе, меѓутоа веруваме дека понатаму и ние и останатите невладени организации кои што се залагаат за подобрување на образованието, исто така ќе се обидат да најдат други проекти со кои што ќе може да ја подобрат состојбата на ромските деца и ромските семејства. Така, а кои се вашите планови за во иднина? На какви проекти планирате во иднина да работите? Па, нашата фондација минатава година помина низ еден процес на организацијско јакнење, бидејќи нели имаме сега еден голем и помлад тим со кој што работиме во реализирањето на проектот со читање до лидерство и сакавме заеднички да седнеме и да размислиме за тоа каде би сакале да се движи нашата фондација во текот на следните години, така што направивме ревизија на претходната стратегија и нашата стратегија сега го опфаќа периодот од 2016 до 2020 година. И во понатаму и во следниот период ние ќе се задржиме, се разбира, на работата со децата, со младите, со наставниците, професионалниот развој сметаме дека е многу битен. Меѓутоа би сакале да работиме и проекти кои што повеќе можеби ќе ги засегаат родителите, бидејќи сметаме дека создавањето на родителските вештини е една од најважните вештини кои што треба да ги има секој оној кој што се грижи за децата. Ние одиме на разни курсеви за возење автомобил, за не знам што, меѓутоа курсеви за родителство многу ретко се среќаваат, а мислам дека е тоа нешто што е најзначајно и затоа мислам дека родителите треба да имаат навистина познавања за тоа што се потребите на нивните деца и на кој начин најдобро ќе можат да ги развијат нивните потенцијали. Затоа во следниот период ќе се фокусираме малку повеќе на родителите, а исто така во следниот период би сакале да се фокусираме малце повеќе и на младите и на исто така на почитување на различностите. Значи сето она што сме го работеле досега и понатаму ќе биде наша поле на работа, меѓутоа повеќе ќе се насочиме и на она кое што досега во некои мали допирни точки сме го работеле, меѓутоа сега би сакале малку повеќе да се посветиме и на тоа. Така, јас можам да кажам дека само вашите планови за воиднина се одлични, како и досегашните активности и проекти. Ќе ви посакам успех во работата и секако ние сме тука да ги промовираме проектите кои што нели секако ги засегаат сите граѓани, особено најмалите. Јас ќе ви се заблагодарам за вечерашното гостување. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вам за вниманието. Со моите вечерашни гости Сузана Киранџиска и Ана Димовска имавме одличен разговор за проектите на Фондацијата Чекор по Чекор, кои што секако пред се однесуваат на децата. Ви благодарам уште еднаш, имајте пријатна вечер.